Добре дојдовте. Денес зборуваме за еден драмски писател, чиј глас успеа да ја долови сета онаа сурова, хаотична енергија на светот во транзиција. Неговото име е Дејан Дуковски. И веднаш почнуваме со мисла која кажува се. Оваа реченица сама по себе е совршен вовед во бруталниот, неверојатно искрен и мрачно хумористичен свет на Дејан Дуковски, еден од нашите најважни современи драматурзи. Работата е што Дуковски не пишуваше само драми. Тој успеа да го канализира целото чувство на една ера, давајќи им глас на сите оние кои беа фатени во вкрстениот оган на историјата. Па добро, како се случи сето тоа? Како еден глас од мала балканска нација одеднаш експлодираше на светската сцена? Се почна со една, сега веќе, културна икона од представа. Неговото ремек дело, Буре барут, беше детонаторот. И тоа не беше само приказна, не, тоа беше диагноза. Диагноза на едно општество кое се наоѓа на самиот раб на целосен распад. Сега, она што е навистина фасцинантно овде е брзината на неговиот подем. Зборуваме за само неколку години. Од студент што туку излезен од факултет до меѓународно признат глас. Тоа само покажува колку силно одекна неговата порака во тоа време. Ајде да видиме што е тоа што го прави стилот на Дуковски толку непогрешливо негов. Што е тоа што веднај го препознаваме? Се сведува на неколку работи. Суров реализам и апсолутно брутална искреност. Неговите ликови се луѓе од маргините, луѓе на работ, кои живеат во тотален хаос. А нивниот јазик е директен одраз на таа реалност. Брз, енергичен, често и многу вулгарен. Значи, неговите драми се населени со заборавените, со аутсайдерите. Тоа се ликови кои очајно се борат да пронајдат некаква смисла во свет кој изгледа како да ја изгубил сета своја смисла. Тој никогаш не бегал од провокација, воопшто. Погледнете го само овој наслов. Вулгарноста овде не е само за да шокира. Не, таа е алатка. Тоа е начин да се долови тој суров, нефилтриран гнев и фрустрација што врие во неговите ликови. Ама и ова е клучот. Под целата таа брутална површина лежи една длабока, речиси болна човечност. И токму тој контраст помеѓу вулгарното и возвишеното е самото срце на неговото творештво. Добро, и сега прашањето е, зошто е сето ова важно денес? Зошто еден драматург од Македонија од 90-тите години би бил релевантен сега? Па одговорот е всушност многу едноставен, затоа што неговите приказни се само навидум локални. Да, тие се вкоренети на Балканот, зборуваат за транзицијата, за конфликтите, но темите се апсолутно универзални. Човечко страдање, отуѓеност, потрага по смисла, тоа се работи што ги разбира секој, секаде во светот. На крајот, неговото дело е доказ за издржливоста. Не само за издржливоста на неговите ликови, туку и за трајната, невероватна моќ на уметноста, да ни ги каже во лице оние непријатни, но апсолутно неопходни вистини. И сето ова не остава со едно последно, многу провокативно прашање кое некако логично не враќа на неговото најпознато дело. Во 90-тите Дејан Дуковски ни даде и предупредување и огледало. А неговото дело не остава со едно прилично вознемирувачко прашање. Дали некогаш воопшто сме престанале да се играме со кибрид?